А сега треба да го имаме и Синиша Пекевски, аналитичар со кој што малку повеќе се осврнеме на оние економски последици и рефлексиите кај нас дома. Сведоци сме дека во изминатиот период владата презеде на низа на чекори со цел ублажување на тој ценовен шок, особено кај енергенсите. Синиша, дали го имаме, дали се слушаме? Да, Јовица, одлично се слушаме, барем јас ве слушам одлично. Супер, јас ве слушам одлично. Ви благодарам што прифативте и вечерва сте со нас. Може би слушавте дел од разговорот, особено енергенсите се главната тема или клучна која што нели не засега сите нас и секој од нас го почувствува тоа на свој џеб. Ги споменавме и шпекулациите кои што по една изјава од Доналд Трамп барел нафта се движеше од 102 до 120, па назад, па нагоре. Колку овие шпекулации во овој период се, да речам, моменти за одредени движења на берзата нагоре или надолу? Па секако дека сите изјави што доаѓаат од decision maker или од луѓе кои имаат одредено влијание и може да влијаат врз одредени текови, даваат некаков импакт. Дали тоа е позитивен или негативен, зависи од целата ситуација. Нормално е дека берзите така функционираат, особено во делот кога зборуваме за работи кои влијаат врз нашето живење, посебно врз економијата, каде што сега имаме сериозен предизвик, не би рекол проблем, сериозен предизвик, како да се справиме со целата оваа ситуација, каде што нафтата флуктуира многу високо и каде што според некои проценки може да иде и до $200. Моje мислење е дека не може да се случи реално тоа, но се зависи каков ќе биде понатамошниот тек од конфликтот кој се случува на Блискиот Исток, поточно во Израел, во Иран и во земјите кои се погодени од, ајде да кажем, од конфликтот. Сведоци сме дека практично, ајде да речам, преговорите се водат на социјални мрежи, од друга страна Иран го демантира тоа. Како гледате на оваа дипломатија преку Твитер, да речам, преку социјални мрежи, која што е сосема нов момент во војувањето? Па мене лично не ми се допаѓа овој начин на комуникација и сметам дека на социјалните мрежи не треба да се споделуваат вакви сензитивни информации, поготово од председателот на една од најмокните држави во светот, но доаѓањето на власт на Доналд Трамп во Америка придонесе голем број на работи да се променат, вклучително и начинот на комуникација. Начинот на кој ја води Америка и како се однесува во политиката до сега не беа познати, дури и во првиот негов мандат не се случуваше ваков вид на комуникација. Иако имаше одредени работи или информации кои ги споделуваше на социјалните мрежи, но сега веројатно од една страна сака да ја зајакне својата социјална платформа Social Truth, но од друга страна гледаме дека ги менува сите оние вообичаени традиционални начини на комуникација. Пак ќе кажам, мене реално не ми се допаѓа споделувањето на вакви сензитивни информации, но од друга страна предпоставувам дека позади завесата се водат големи дипломатски битки, кои и затоа се дипломатски, заради тоа што треба да бидат позади завесата и не секој треба да биде запознаен како се решаваат тие предизвици со кои се соочуваат. Донесува кај нас зголемување на енергенсите, сведоци сме за зголемување на цените на особено дизелот. Од друга страна, на светските берзи, споменав и во самата најава, сведочиме за рапиден раст на цената на нафтата.
Владата вели дека имаме најниски во регионот цени, и тоа е факт можеби за нафтените деривати, но од друга страна колку е тоа одржливо, бидејќи ако на светски берзи е цената висока, дома имаме пониска цена или најниска во регионот, но вештачки ја држиме. Имавме и мерка за намалување на ДДВ-то од 18 на 10%, а од денеска веќе сведочиме дека и дел од бензинските пумпи одлучуваат само иницијативно да намалат по денар 2-3, бидејќи регулаторната комисија знаеме дека одредува највисока цена на нафтените деривати. Тоа значи дека бензинските пумпи може да продаваат и пониско од истата. Па реално не би се согласил со тебе дека цената е вештачки. Според мене цената и со оваа цена мислам дека е превисока што ја плаќаме во моментот. Сметам дека давачките кои ги имаме кон државата се превисоки. Тоа е само мое мислење. И кога ќе се погледне во методологијата, се гледаат огромен број на давачки кон државата. Тоа од една страна. Од друга страна, зошто велам дека се превисоки, заради тоа што не гледаме каде се употребуваат овие средства, нема транспарентност во начинот на користење и детално давање отчет во што се инвестираат и на што се трошат овие високи давачки. Тоа е едната работа. Втората работа, цената можеби на долг рок е неодржлива, заради тоа што во моментот цената на нафтата, ајде да кажеме дека е превисока. Не верувам дека конфликтот кој на Блискиот исток ќе трае толку долго за да може цената да оди во енормна, да добие, како што кажав претходно, $200 да биде, но од друга страна резервите кои се набавени не се набавени по оваа цена, така да не можеме ние да кажеме дека моментот граѓаните кои ја плаќаат цената на нафтата е превисока. Но ако сведочиме тоа што сценариото кој што го видовме по започеток на војната во Украина, практично ние по недела дена почувствувавме ценовен шок од основни прехранбени производи, пекарниците го зголемија лебот, тие ресурси не беа набавени, односно беа набавени месец дена претходно по стара цена, но ние плаќавме по нова цена. Од тука прашањето колку ова може да ги промени цените на целиот тој синџир, бидејќи ако утре заврши конфликтот на Блискиот исток, дали ние ќе имаме ценовен шок можеби во текот на летото или есента поради актуелното зголемување на цената на нафтата? Па не, моето мислење е дека економските оператори, поготово во прехранбената индустрија, во малопродажбата, го користат овој момент и на нив најмногу им одговара за да може да ги дигнат цените, да го оправдаат дигањето на цените. Можам да ти кажам дека бев во Португалија на студиско патување 3 месеци, каде што цената на кафето е евро и 20 во кафе барови во ресторани. Најскапото кафе кој го имам платено во Лисабон беше евро и 80. Кај нас во Скопје, значи кафе не можеш веќе да пиеш под евро 50 или евро 70. Каде е тука економската логика? Прво Португалија е во Европската унија, не произведува кафе, давачките се повисоки, стандардот е повисок и слично. Втора работа, храната е драстично пониска во маркетите него во Македонија и она што сакам посебно да го потенцирам, цената на виното во маркетите е, значи на добро вино се движи измеѓу 2 и 4 евра. Дали во Македонија вие може да влезете во продавници да купите вино, да не збориме за добро вино, под 6, 7, 8 евра. Не можете. Тоа е она што владата треба да изнајде начин како да ги изменаџира и како да ја спречи таа вештачка инфлација, да ја кажам, и вештачко подигање на цените, бидејќи погледнете ги заработките на маркетите во изминативе години по маркет, значи по компанија, ќе видите дека тоа се енормни профити. И сега
се жала дека цените не зависат од нив, дека добавувачите се оние кои ги диктираат, а видете ги нивните профити. Значи едно со друго не иде. Добро, сведочевме и на картелски здружувања и на производи кои што се произведуваат во Македонија, се поевтини во Врање, па наши граѓани одат во Врање, ги купуваат и се враќаат дома со поевтини производи. Ќе ве навратам малку на нафтата, бидејќи во друг колосек ни отиде разговорот. Сведочиме во овие моменти, дури премиерот во изјава кажа дека и над 150.000 литри дневно се одлива нафта кон нашите соседи, особено тие од Куманово доаѓаат во Врање да наполнат поевтино гориво, тие од Косово доаѓаат во Тетово и така нашите мерки на владата или тоа што ние го плаќаме како даночни обврзници го користат нашите соседи. Колку е тоа оправдано? Еве јас ќе настапам со контрапрашање. Колку е оправдано грчките граѓани да доаѓаат во Македонија и да ги користат здравствените услуги, посебно во стоматологијата. Значи, ако збориме за тоа, дали е оправдано или не, значи ние гледаме сега како кога нас не допира, кога требаше да се помогне во делот на вакцини од Србија, брашно, зејтин и да не зборувам за други работи, тогаш беше во ред кога ни помагаа. И сега кога кај нас е ситуацијата, ние сме, да речеме, во подобра ситуација поврзано со нафтата, тогаш е проблем. Не гледам причина и тоа е економска логика. Зошто? Ако сакаат луѓето, апсолутно, слободно нека точат и не би требало тоа да биде никаков проблем, напротив, го поддржувам реално тоа, бидејќи ќе дојдат во Македонија, покрај тоа што ќе наточат нафта, можеби ќе купат нешто, ќе искористат некоја услуга, ќе отидат во ресторан, во кафе, што значи дека ќе остават девизи, ајде да кажеме. Така да за мене не е ништо ова страшно, нормално е кога граѓаните ги преоѓаат границите на своите држави заради користење на одредени бенефити или одредени попусти кои ги има во соседната држава. Сведоци сме дека граѓаните на Бугарија од пограничниот период, пограничниот регион, доаѓаат во Берово, во Делчево, во Струмица, купуваат, организираат различни настани во рестораните и во кафе-баровите во тие градови, заради тоа што нив им е поевтино. Дали тоа треба да го спречиме, заради тоа што они доаѓаат и кај нас ги трошат нивните средства. Да не бидеме себични, ако може да заклучиме од овој разговор. Што доколку се потрошат резервите кои што ги имаме во рете, доаѓаат, им даваме нафта, кај нас е поевтино, намаливме ДДВ и трошоците, затоа имаме во моментов поевтини цени на дериватите, но што после резервите кои што ги има државата? Премиерот спомена дека се пополнети државните резерви за 62 дена. Што доколку конфликтот продолжи подолго време? Па затоа имаме влада која треба да, сакам да верувам дека има сценарија што како и во иднина ќе преземе, какви начини ќе преземе. 20% од нафтата преоѓа преку теснецот, Ормузскиот теснец, што значи дека 80% доаѓа нормално. Нафтата ќе мора да се стабилизира и ќе се изнајде начин да добие некоја средна цена. Не може таа да иде до безпест, а од друга страна треба да бараме алтернативи како тоа можеме да го надминеме овој предизвик. Така да верувам дека владата сигурно има некакви сценарија, на крајот на денот можеме да направиме некаков договор и од Русија да стига нафта, без разлика што во моментот ситуацијата е таму таква како што е, но од друга страна не треба да испаштаме ние заради некои работи во кои не можеме ние да влијаеме. Од тука се наметнува и прашањето, во однос ги споменавме на тие државни резерви кои што гарантира барем во овие моменти владата дека се пополнети и ги има, што би значило, бидејќи има најави дека може да се повлекува мазот и од тие државни резерви. Колку тоа би било во овој момент дозволиво, ајде да наречем?
Па зошто да не, кога се појавуваат вакви ситуации, предизвикувачки ситуации, секако дека се бараат секакви начини како да се надмине оваа криза или овој предизвик. Не може оваа војна да трае бесконачно и пазарите секако ќе се стабилизираат, ќе дојде до некоја средна цена каде што нема да има голема флуктуација на цената и на гасот и на нафтата. Ако се вратиме на случаите кога беше короната, првичните шокови беа во првите месец-два, но подоцна таа цена се стабилизира, така да верувам дека ќе се изнедат нови начини како да се изменаџираат сите овие предизвикувачки ситуации и не верувам дека владата нема план Б, С, Д како да го надмине овој проблем. Да, зошто да не се земат од резервите, тие се резерви заради вакви ситуации кои ги имаме. Доаѓаат празници, од една страна сведочиме дека синдикатите бара 600 евра минимална плата, владата го одби, се постигна некакво усогласување за одредено зголемување од 3000 денари, но секои празници пак владата од друга страна организира кошници, замрзнува цени, се замрзнуваат маржите во маркетите. Нели ова малку контрадикторно кога од една страна не се прифаќа зголемување на минималната плата на 600 евра, од друга страна да се помага практично на граѓаните? Јас сум од една страна противник на зголемување на минималната плата заради тоа што не е направена добра анализа колку реално ќе не чини нас. Тоа е од една страна. Втора страна, кажав ви претходно, инфлацијата е вештачка. И владата треба да ги најде причините зошто таа инфлација е вештачка. И треба да ја сузбие таа вештачка инфлација заради тоа што поготово во ситуација каква што сме ние, не е нормално одредени компании да прават енормни профити. Видете го банкарскиот систем, видете го ланците на маркети каде што прават енормни или баснословни профити. Тоа е од една страна. Од друга страна, можеби не треба да се бара покачување на минималната плата, бидејќи тоа треба да иде во корелација со продуктивноста. Јас повеќе би одел на давање на саатница каде што одредени сати ќе бидат платени. Така да колку сати ќе работиш, колку повеќе сати работиш, толку повеќе ќе заработиш. Да не биде фиксна платата, туку да биде соодветно на сатите кои ги работиш во текот на неделата или во текот на месецот. Секаде во светот, не секаде, пардон, во развиените држави, во Америка, во Германија, во Швајцарија, имате цена по саат. И таа цена треба да се преслика и во македонското општество. Не е можно ние да плаќаме нешто, а да не добиваме ништо за саатите кои работниците или вработените условно ги работат. Така да, може би треба да се размислува и во таа насока. Јас верувам дека и се сложам дека платата од 24.000 денари минималната е ниска. Но од друга страна, ќе кажам дека треба да видиме зошто цените во маркетите или во продавниците се толку високи. Јас бидејќи додека студирам, сега многу патувам и бев во повеќе држави, во Литванија, Португалија, во Словенија, каде што ќе докторирам, и можам да ви кажам дека за одредени работи цените се драстично пониски него во Македонија. Ви го кажав примерот со кафето, ви го кажав примерот со виното, можам да ви кажам дека голем број на брендови во Словенија во моментот, бидејќи се јавувам сега од тука, цените на одредени артикли се пониски него во Македонија. И сега кажете ми вие каде е логиката? Кога минимална плата тука е 980 евра, каде што цените на кириите се драстично поголеми него во Македонија, цените на прехранбените продукти и на облеката се пониски. Јас не можам да најдам никаква логика, освен да најдам логика дека кај нас одредени оператори, вклучително и ланците на маркети,
создаваат енормни профити и сето тоа заради тоа што маржите се екстремно високи. Можеби државата во вакви моменти треба да изнајде и дополнително да ги одданочи компаниите, поготово ланците на маркети, бидејќи тие заработуваат баснословно според мене. Сведочевме, една од мерките беше дека ќе се, односно ги задолжи и самата влада маркетите да ги објавуваат нели јавно цените со цел да се избегнат тие малверзации, ајде да ги наречам, со купувачите или со граѓаните, но сведочевме дека маркетот објавува Excel табела која што има 5000 колони и редици, која што граѓани немаш како да се снајде, тоа е сосема непрактично, не е добро презентирано за да може лесно да се пронајде. Практично и таа мерка не помина со успех и тоа беше мојата претходна поента кога потенцирав дека кај нас сега имаме високи цени во маркетите, што доколку продолжи војната и се зголемат се уште повеќе цените во маркетите, а со завршувањето на војната никогаш досега не сме сведочиле дека маркетите ќе ја намалат цената на одредени артикли. Па тоа е оно што го зборувам ја цело време. Во Министерството економија можеби би требало малце повеќе да се занимаваат со овие работи и да видат зошто се случуваат овие работи. Не е можно условно да кажам патличонот да излага од кај произведувачот со одредена цена и додека дојде во продавница, тоа е за 200% поскап. Мислам, тоа не е нормално. Не може кафето кое го еспресо кафе кој го купувам во Словенија во маркет да кошта 6 евра, а во Македонија минималната цена и тоа најевтината за истиот бренд да кошта, тоест да чини 9 евра, 8,5 евра. Словенија е помал пазар, можеби е побогат, ама е помал пазар, што не значи дека цените, ако идеме според волумен на потрошувачи, би требало да биде пониска. Би требало да биде повисоко, а обратно е. Така да треба Министерство за економија и инспекциите, вклучително Државен пазарен инспекторат, да поработи на тоа и да види зошто и како поготово маркетите се однесуваат и зошто вештачки ги дигаат цените на производите. Ви благодарам многу за овој разговор и вечерва што се вклучивте во нашето ноќно студио. Благодарам, Јовица, на поканата. Мислам дека беше интересен разговорот, така да во било кое време слободно тука сум. Ви благодарам уште еднаш. Синиша Пекевски беше нашиот втор гостин со кој разговаравме малку за рефлексиите од Блиски Исток кај нас во однос на економијата и цените, малку и на она што следува на економски план кај нас, особено поради тоа што доаѓаат великденските празници и знаеме дека тогаш се носат мерките на влада за замрзнување на цени или маржи кај добавувачи и продавачи. Ви благодарам што и вечерва бевте со ноќно студио. Повторно ќе се видиме во четврток од 20 часот. Пријатна вечер.